замолам да ги почитуваме здравствените протоколи, да држиме 2 метри растојание меѓу себе и да носиме маски. Почитувани Карпошани, добро вечер. Пред се, сакам да ве поздравам сите вас кои се присутни на вечерашнава средба. И сите заедно да го поздравиме председателот на ВМРО ДПМН и почитуван професор доктор Христијан Мицковски. Воедно да ги поздравиме носителот на листата на кандидати за пратеници на изборна единица 1, професор доктор Гордана Силјановска-Давкова и останатите кандидати за пратеници. Ми представува голема чест и искрено задоволство што сум на листата на кандидати за пратеници на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Почитувани присутни, зборуваа за живот за младите, а донесоа оча и страв. Ветуваа бесплатно високо образование, реновирани студентски домови, центри за млади, вработување после завршување на образованието, враќање на младите во Македонија. Но ништо не остварија. Напротив, го уништија и она што беше направено за нас младите. Ги искористија младите кои сакаа промена за нивните лични интереси. Но ние сме различни од нив. На овие парламентарни избори во нашата програма за обнова на Македонија представуваме голем број реални и остварливи проекти за младите. Во оваа програма за младите во Република Македонија се образуваме на обезбедување на услови за вработување на повеќе од 50.000 млади за период од 4 години. Современо образование кој ги подготвува младите за потребите на пазарот на труд и подобрени студентски и ученички стандард. Младите активно да учествуваат во донесување на одлуки. Се образуваме на култура и спорт по мерка на младите. Стипендирање на најдобрите додипломци од државните универзитети. Се образуваме и на 0% персонален данок на доход за лица до 29 години, како и многу други проекти во служба на младите. Изборот за нас младите никогаш не бил полесен. Изборот е исправена Македонија. Изборот е обнова на Македонија. Добро вечер Карпош, добро вечер за ВМРО ДПМН, добро вечер за Демократска партија Србо во Република Македонија, добро вечер за ГРОМ, добро вечер за Сувичка партија, добро вечер за Победничка коалиција за обнова на Република Македонија. Чест ми е што сум кандидат на ова листа. Ние Срби во Република Македонија сме најлојални граѓани на ова држава. Ние заедно со братскиот македонскиот народ, заедно со пратеници од ВМРО ДПМН и коалиција се боревме до последниот миг да не се смени име на нашата држава. Трпевме притисоци, нашиот пратеник во Собрание на Република Македонија, уцени со затвор, со убиство и така натака и така натака. Издржавме и ќе издржиме до крај. Знам и сигурен сум во тоа. Еден мој пријател ми рече да направиме споредба помеѓу нашата коалиција и коалиција на СДСМ. Споредба не се прави. Тоа исто кога да правиме споредба помеѓу земјата и небото. Они се на земја, а ние сме на небото за нив. Знам дека сме ние работливи. Учествував во власт 9 години, бев заменик министар за култура. 3 дена можем да зборам колку објекти направивме од областа на култура. И само не од култура, него улици, патишта, автопати. За 3 години јас не можам еден проект да го набројам, што го ли направија. Дури и нашите започнати проекти да ги завршија. Добро вечер на сите карпошани, добро вечер за моите пријатели и сограѓани. Најпрво дозволете да ги поздравам колегите пратеници, кандидати за пратеници за изборна единица 1, но пред се да го поздравам председателот на ВМРО ДПМН и идниот премиер господинот Христијан Мицковски.
Благодарам за вашето присуство вечерва и не можам, а да не истакнам дека навистина ми се стоплува и душата и срцето кога ве гледам во волкав број. Јас сум Ружица Николовска, кандидат за пратеник на ВМРО ДПМН за изборна единица 1. Голема е честа за мене да бидам кандидат за пратеник на ВМРО ДПМН, но уште поголема е одговорноста спрема вас, граѓаните, кои ќе ја дадете довербата за нас. Како човек и како професионалец, каде секој ден се наоѓам по судовите, јавните обвинителства и другите правосудни органи, не можам да не забележам дека човековите слободи и права во Република Македонија се погазени и обезвреднети, а граѓаните се исплашени и немотни пред режимското делување на власта. Сите ние како граѓани ја изгубивме довербата во правосудните институции и државните органи. Да, ја изгубивме довербата и знаеме зошто. Затоа што видовме трас судство, затоа што ја доживеавме како држава најголемата и најкриминалната рекетарска афера, токму од оние кои требаше да ја сузбиваат корупцијата. Исто така, со еден збор, видовме се од оваа погубна власт, но не видовме правда, правичност и реформи. Почитуван председател на ВМРО ДПМН и иден премиер на Република Македонија, господин професор доктор Христијан Мицковски. Почитувана професорке Гордана Силјановска-Тавкова. Почитувани коалициони партнери од Коалицијата за обнова на Македонија, почитувани присутни браќа и сестри, добро вечер. По 3 години уништување на се што е македонско, се соочуваме со најбитната одлука на македонецот. Овие избори не се надпревар за политичка платформа, туку се избори дали ќе имаме држава или не. Го сменија името, ја продадоа историјата, на пат се да го продадат Гоце Делчев и јазикот. Економијата е на рап на банкрот, а компаниите се престечај. Здравството е на колена, а здравствените работници се оставени сами на себе. Се колнеа во немилото додека го лажеа народот. Нивната неспособност да се справат со ковидот направи ситуација оваа криза да трае цела вечност. Наместо зелено Скопје, имаме загадено Скопје со нефункционални мерни станици. Граѓаните се уште се приморани да чекаат во редици на шалтерите, дури во услови на пандемија. Од реформа во администрацијата гледаме само партиски вдомувања на пријатели и неуспешни фризерки. Лажат толку многу и толку често што започнаа да се лажат и самите себе си, па си нарачуваат измислени анкети. Се лажа што мислат така. На 15 јули веќе нема кај да бегаат. Ќе мора да се соочат со нивните грешки, гревови, народ и поразот на изборите. Секој дневно контактираме и одржуваме средби. Синергијата со граѓаните, нивната отворена поддршка на нашите активности го потврдува фактот дека граѓаните знаат дека нашата битка е токму за вредности и принципи кои се показани, прекршени и заборавени од страна на СДС. Ги знаеме проблемите, ги нудиме и решенијата со 1000 проекти офатени во програмата за обнова на Македонија. Обновата е нашата визија за промена на тешката реалност која живее секој граѓанин. Обновата ќе донесе повеќе за секого и ќе ја направи Македонија онаква каква што сакаме да ја имаме. Проектот Обнова на Македонија опфаќа мерки и планови кои се изготвуваат повеќе месеци од стручни лица, базирана на потребите на граѓаните со конкретни рокови кон кои се обврзуваме дека ќе ги исполниме. Со неа се обврзуваме за решенија за сите, за работниците, земјоделците, стопанствениците, пензионерите, невработените, младите и возрастните, мажите и жените. Сите они кои денес заедно со нас стануваат на нозе и се исправаат. Македонија, во која ќе има нулта толеранција на корупцијата и криминалот, држава во која сите ќе бидат еднакви пред законот и ќе нема едни кои се пред другите. Програмата на ВМРО ДПМН содржи мерки и проекти чија цел е зачување и зацврстување на културниот идентитет како на македонскиот народ, така и на културниот идентитет на етничките заедници кои живеат во Македонија. Програмата опфаќа и сигурна реализација на 1 милијарда инвестиции во за почиста и поздрава животна средина, проектирање и изградба на современ иновацијски ИКТ парк во Карпош,
покривање на половина од трошоците од страна на државата за нов енергетски ефикасен дом за секој граѓанин, природен газ и бесплатен приклучок за домаќинствата, за јакната заштита на зелените површини и 50% почист воздух за дишење. Ќе добиеме здравство ориентирано кон пациентите и ќе ги зголемиме пензиите за 20%, а платите за 25%. Невработеност под 10%, равен данок од 8% и раст на БДП за 4% годишно. Сега дозволете, како следен соговорник, да го повикам искрен пријател, брат, кој исто така се бори цел живот за Македонија, господин Љупчо Пренжов. Добро вечер, Карпошани, добро вечер, сограѓани. Најнапред дозволете ми да го поздравам председателот на граѓанската опција за Македонија, господин Стефчо Јакимовски, кој што е меѓу нас за одека. Да ги поздравам колегите, кандидати за пратеници од изборна единица број 1 на чело со најинспиративната помеѓу нас професорката Гордана Сијановска-Давкова, како и представниците на сите политички партии од коалицијата Обнова на Македонија. На крај, ве молам еден голем аплауз за председателот на ВМРО ДПМ и иден премиер на Република Македонија, господин Христијан Мицкоски. Почитувани пријатели, добро е што во Карпош го имаме овој убав плоштад за да имаме каде да се сретнеме и каде да поразговараме. Лошо е што во последниве 30 години СДСМ имаше неколку градоначалници, смени неколку влади, но не оставија ниту еден капитален објект во општина Карпош, како ќе се сеќаваат карпошани и по завршување на нивните мандати. Тие всушност и не сакаат да бидат запамтени по градби. Тие беа и ќе останат запаметени по промена на државното знаме, државното име и криминалната приватизација. Последниве 3,5 години државата ни ја претворија во аутлет центар. Купуваш едно, а добиваш 3 гратис. Го менуваш името на државата, а јазикот, историјата и културното наследство ги даваш гратис. За овие луѓе нема ништо свето. За овие луѓе нема црвени линии. За нив не е важна ниту државноста, ниту правото, ниту правдата, ниту образованието, ниту пак здравството. За нив е важно тоа само дали Зоран Заев повторно ќе биде премиер на Република Македонија. Нема да биде премиер, нема да биде бидејќи ние нема да му дозволиме. Нема да биде бидејќи е прочитана книга за лош квалитет. Почитувани пријатели, дозволете ми да упатам и неколку пораки на оние наши сограѓани кои што се уште не се одлучиле за кого ќе дадат овербата на овие предвремени парламентарни избори. Гласањето на избори е семејна одлука. Седнете дома во рамки на вашите семејства и погледнете се во очи, поставувајќи си неколку прашања. Дали било кој од вас дома е по-горд и по-достоинствен што во последниве година и нешто е граѓанин на Северна Творевина? Дали се чувствувате по-безбедни овие 2 години? Дали завладеа правото и правдата во Македонија? Дали конечно Македонија стана правна држава? Дали вие и вашите семејства живеете економски подобро последниве години? Дали во вашите семејни буџети и со вашите семејни буџети можете да купите повеќе или помалку продукти потребни за живот? Дали вашето дете има подобри и поевтини услови во градинките? Дали учениците имаат образование со кое што се покомпетитивни? Дали студентите имаат нови современи програми за учење и реални можности да останат тука и да заработуваат? Од одговорите на овие прашања ќе заклучите за кого да удадете вашиот глас. Не дозволувајте мајсторите на сеење на магла и манипулации да ви го одвлечат вашето внимание од овие клучни прашања.